Добро вечер, вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 494-то издание, именувано како Макабре Филмфест број 17, односно денес ќе го проследите последното издание на серијалот на емисија Макабре Филмфест за оваа календарска година, 17-то по ред, а во секое издание ви рецензирам по 6 филмови, два жанровски филмови кои ќе влезат во игра за избор за најдобар хорор филм за 2021 година од селектираните 50 хорор филмови кои што се појави, односно кои што имав можност да ги издвојам за 2021 година, кои ќе бидат сосредоточени во избор на 10 најдобри филмови, од кои што ќе се избере победникот во последната емисија која ќе биде емитувана од овој месец на Дансе Макабре, а признание кое традиционално се оделува речиси една деценија во оваа емисија. Потоа селектирав две мелодрами од реномирани режисерка, кои се одлучија да не удостојат со нивните нови творби, и на крај на емисијата ќе ви говорам за два документарни филмови, од кои секако дека мора да има еден кој е поврзан со музичката сцена или па еден кој што е поврзан со филмската индустрија. За среќа имавме можност за оваа емисија ќе имаме можност да ви проговорам конкретно за филми од едната и од другата индустрија, така што ќе биде богато и интересно и ова издание на Дансе Макабре, тоа можам да ви го ветам. А на почетокот на емисијата слушавме три композиции од Black Label Society, односно бенд кој што ни доаѓа од Калифорнија, од САД. Конкретно ги слушнавме Set You Free, Destroy and Conqueror и You Made Me Want to Live. Односно тоа се три композиции кои што се наоѓаат на албумот Doom Crew Incorporate, односно ако не се лажам, тоа е 11-тиот албум на Black Label Society, кој што јас имав можност да ги гледам два пати во мојот живот, еднаш по издавањето на нивниот шести албум Мафија 2005 година и потоа го издадоа, откако го издадоа Order of the Black од 2010-та. Имав можност да ги гледам со оглед на тоа што поврзаноста помеѓу Black Label Society и Black Sabbath, која може да го воочите на првото слушање на ова издание, е крајно присутно, со оглед на тоа што подоцна дури Ози го ангажираше во својата соло кариера да му свири гитара самиот Зек Уайлд, предводникот на Black Label Society, така што тие промени кои се наоѓаат на самото темпо, кои што се потпираат на силни и моќни рифови со препознатливи флажолетки на Зек Уайлд, се присутни и во ово албумско остварување, од кое што ќе имаме можност со продолжение да ја слушнеме Gospel of Lies, една одлична композиција, за да соочиме дека ова е едно од поквалитетните изданија кои ги има сработено Зек Уайлд, буквално по Order of the Black, барем јас колку што можам да заклучам од преслушувањето на албумите кои ги има издадено помеѓу. Дансе Макабре е емисија во која 13 сезони се зборува за уметност во борба против лицемерието, зависта и користолюбието. Тука уметниците се вистински херои, а не политичарите, и секој издание е на мала победа против шунтот и апатијата. Целта на емисијата е да го доближи квалитетниот филм до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста. Вечерва имаме закажано полноќен танц со смртта по 494 пат. Јас сум Зlatko Ѓелевски, а вие останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 494-то издание, именувано како Макабре Филмфест број 17, а во овој сегмент ќе ви говорам за две жанровски изданија, односно два хорор филмови. Два хорор филма кои што ги селектирав да бидат составен дел од тие 50 хорор филмови кои се издвојуваат во текот на оваа година, со тоа што ќе слушнеме најава за првиот во продолжение, кој што гласи Нитрам. Нитрам е режисерско остварување на Џастин Курцел, односно тоа е австралијански режисер, зад себе ги има The Snowtown Murders, односно Snowtown, како што беше најавен кога се појави овој филм. Макбет има една итерација на ова Шекспирово дело и за жал режисерот на Assassin's Creed и тој стои зад True History of the Kelly Gang, односно режисер кој си ги знае австралијанските серијски убијци, посебно тие од Snowtown,
па во новиот филм ги овековечува настаните кои му претходат на масакрот кој што се случува во 1996 година во Порт Артур, односно на Тасманија, кај што ликот кој што го глуми Кейлеб Ландри Джонс, односно така наречениот Нитрам, односно кога ќе го прочитате од обратната страна е Мартин, отпадник помеѓу своите врсници кој не може да си го најде своето место во општеството, ниту пак помеѓу пријателите, условно кажано, кој што живее со своите родители, додека не најде една повозрасна жена со која на која ќе најде пред се на заемно разбирање, затоа што и двајцата нали се антисоцијални и ќе си се пронајдат себе си покрај сите своји недостатоци, откако тој ќе ја наследи низината куќа и кучиња. За кратко ќе се одсели и од домот и ќе го вкуси барем, нели за кратко животот на богатите во Лос Анџелес, ќе отпатува до таму и ќе се врати назад во Тасманија без никакви обструкции, ќе си купи оружје од продавница, доволно за да сотре една воена единица и ќе се упати на училиште, спакувано се разбира оружјето во торба и ќе си го започне масакрот во кафетеријата. Значи, инсел култура е во прашање на самотни млади момци, чии што глас никој не го сослушува, ниту пак го сваќа сериозно, се соочени со потиснатите фрустрации да ги еруптираат во обликот на овие масовни екзекуции. Таков е нели случајот со We Need to Talk About Kevin, или па со Елефант на Гас Ван Sant да го земеме предвид, или па мал милион филмови кај што се доловени настаните кои се предвесници на престојното, односно на доаѓачкото насилство, кое ќе биде нанесено врз соучениците со помош нели на огнено оружје, така беше и случајот со норвешкиот Осло 31 август, мислам дека беше насловот, ако не грешам. Секако дека силен е коментарот против можноста да се набави оружје од продавниците без никаква проверка и тестирање на менталната спретност нели на човекот кој што го набави, очигледно може да го набави, очигледно дека парите ги поправаат сите тие дупки во законот кои што со причина се наметнати, меѓутоа многу лесно се заобиколуваат. Не дека има добри 18 годишни ловци во австралијанската дивина, па да им е потребно разноврсно оружје за да може да ги задоволат нивните ловечки потреби. Потврда дека Кейлеб одлично го одглуми филмот и ликот пред се е добивањето на Златната палма за најдобра машка улога на Канскиот филмски фестивал. Уште неш потенцирам, ова е жанровски филм кој што влезе во конкуренција, значи за Златната палма, за престижниот Палм д'Ор. Значи глумејќи го ликот на убиецот Мартин Брајан, и филмот се прикажа потоа во Мелбурн, Бусан, Сиджес, кај што и Кейлеб и Џастин се закитија со награди. Потоа Солун, Тајпеј, Нов Зеланд си играше, се разбира, и на домашна територија. Додека се гледа филмот, воочлива е тегобата од надоаѓачкиот излив, нели, кој го знаеме од реалноста дека е неминовен, и сме во исчекување на избликот на таа фрустрација во филмот, па овој невидлив, ајде така да го наречем, агенс, кој го натежнува действието, го чини овој филм да биде поклаустрофобичен од тоа што е и баш поради антисоцијалното однесување на актерот од Антивайрал и тоа како се додава на дополнителна тензичност заради тоа што е непредвидлив и не знаеме буквално каде може да го однесат неговите мрачни мисли. Џуди Дејвис и Антони Лапаглија глумат исто така во филмот покрај Кейлеб, а кинематографер е Гермейн Макмилкинг. Петицијата, налетав на една петиција конкретно против објавата на филмот, што го враќа на виден план тој вечниот проблем, односно вечниот проблем кој што се наметнува во контекст на филмовите кои што условно кажано глорифицираат насилство со оглед на тоа што се фокусирани за и околу животот на убиците кои што извршиле некакви си масакри.
занемарувајќи ги нели имињата на жртвите кои што никој не се сеќа на нив, меѓутоа убиците и тоа како се познати. Значи ова констатација доаѓа уште од фамата за и околу Чарлс Менсон и сите тие серијски убици кои што доаѓаат во преден план. Истата квалификација се дава и на самиот хорор жанр, заради тоа што никој не ги знае жртвите на Джейсон од Петок 13 и меѓутоа сите го знаат убиецот со хокејарска маска. Значи ова е една проблематика која што се наметнува и се развлекува и на самиот жанр, меѓутоа тука да се направи една дистинкција мора, заради тоа што ова се фикциони дела кои се плод на имагинацијата на авторите, конкретно ова се однесува на самиот хорор жанр, а не се, односно нема никаков удел со учинокот на некој убиец од реалноста, и дури тоа не е според мене до тој степен проблематично со оглед на тоа што ова е еден од ретките начини, односно една од ретките можности да се погледне што би реагирало, односно што би го предизвикало пред се убиецот да го направи овој немил чин, за да може подобро да го спречиме и разбереме ова антисоцијално однесување. Така што кога се гледа во контролирана средина и се потенцира дека е разработена проблематиката од аспектот на тоа која е таа болка која што ја носи извршителот на овој немил чин, мислам дека може да се дојде до поголема вистина за човештвото и за неговата пред се деформираност, односно душевна деформираност, ако може така да ја наречеме, односно сите тие чирови кои што растат на нашите души, кои што не предизвикуваат да ги изведеме овие злодела. Така што ова е еден силен коментар и врз раководењето и пристапот до оружјето во Австралија и врз начинот на кој што се третираат, ајде така да ги кажеме, децата на кои што им треба поголема помош и поддршка во животот, така што прстот можеби повеќе треба да се впери во луѓето кои што дозволиле да дојде до ова, отколку да се потенцира на авторите кои го овековечуваат како пример кој што не смее и не треба да се повтори во иднина. И како таков сметам дека треба да се погледне, а ова е еден уникатен филм кој го натежнува насуството, кое што не е ниту глорифицирано, ниту прикажано. Така што во контекст на жанровските елементи е прилично благ и слаб во реализацијата, меѓутоа има една атмосферичност, една тегобност која се пролекува низ цело дело. Во продолжение слушаме најавата за The Advent Calendar. The Advent Calendar е режисерско остварување на Патрик Рудремон, односно негов втор долгометражен филм во Dead Man Talking, препознаен по неговата актерска кариера и повеќе отколку по режисерските остварувања. Снима филм за Ева, односно поранешна танчерка која го поминува незиниот живот во инвалидска количка со оглед на тоа што преживува сообраќајна несреќа и оневозможена е да се движи со незините нозе. Незината пријателка Софи и подарува дрвен адвентистички календар кој има едно поле кое го означува секој ден во декември до католичкиот Божиќ, поле кое со клуч се отклучува на полноќ, кое крие, ајде да ги наречеме карамели, бомбони кои предизвикуваат последици во реалниот живот. Некои се добронамерни, но некои се прилично злонамерни, допирајќи до домени на вуду, односно симпатичката магија, кај што се нанесува болка на луѓето кои што сгрешиле на собствениците на часовникот, односно на календарот, а некои овозможуваат да се искомуницира, например, со таткото, кој е во прилично кататонична состојба, или па да стане од количка и да се придвижи Ева, например. Ева е ставена поред избор да ги оправда добрите чинители, кои нели доаѓаат со своите последици, или да го отстрани календарот, но штом се вкуси неговата магија, многу потешко се откажува човек од неговите горки благодети кои што ги нуди. Цената која се плаќа за нив е превисока и најчесто ја плаќа самиот корисник, кој завршува фатално, како и во сите жанровски дела, што треба да биде. Бидејќи е поставен пред свршен чин,
за личен бенефит и предизвикување на болка кај другите. Хорор филм од рангот на филмови за проколнати предмети, кои исполнуваат желби, како што беше, например, Wish Upon пред неколку години, или па предходно The Box, The Music Box, односно секој надприроден хорор филм со, ламентова конфигурација на Hellraiser до ден денес. Меѓутоа, со стадиумите на нанесување на штета, се доближува повеќе до практика која етапно се применуваше, например, во 13 Цамети, во Nerf, во Cheap Thrills и многу други филмови, кои ги применуваат началата на стадиумите во игрите кои што се применети, нели, да се отвори едно поле, па се иде едно ниво нагоре, каде што има поекстремни и поекстремни последици на носењето на овие одлуки. Убиствата се релативно добро изведени, не се на ниво на новата француска екстремност од кај што ни доаѓа овој режисер, но се пристојно крвави, иако не ми се допадна баш како беше искликано демонското представление со самиот CGI, кое стои за проколнатиот предмет во овој, да наречеме фаустовски договор со германски демон. Едноставно мислам дека можеше да се реши на попрактичен начин сето тоа. Мислам, постојат машини за пареа и светла и може да се игра со тоа до бесконечност. Филмот играше на британскиот Fright Fest, односно фестивалот наменен за жанровски филмови, пред да го откупи стриминг гигантот кој што е наменет и специализиран за хорор филмовите Shudder, на нивниот стриминг сервис, кој се разбира дека не ни е достапен на нас во Македонија. Иако се во прашање тропи, кои се позајмени од многу поуспешни филмови, тука се вешто синтетизирани и ставени во функција на проколнатиот предмет, кој е прилично визуелно уникатно представление, не го има во други филмови, барем јас не сум го забележам да е масовно употребен или да зависи некој лик од неговата изведба, така што си поигрува и со магиските конвенции кои што се составен дел од еден жанр, допира до повеќе сегменти кои се една интригантна комбинаторика пред се. Меѓутоа, сепак, тоа е уредот по кој што ќе се памети филмот и ќе се издвои од баграта на запоседнати предмети какви што има, нели, во музеот на Воренови, во Conjuring или во сите тие предмети кои што ќе забележите во Insidious, филмскиот серијал. Така што овој европски хорор филм и тоа како се издвојува, односно има дистинкција од другите филмови на визуелен план, меѓутоа сепак не е доволно вешто реализиран во сите домени за да може да се вброи на ниво на Martyrs или Inside или останатите филмови од францускиот екстремистички бранд. Го изоставив оваа емисија Last Night in Soho, за него ќе ви говорам во видеологија, во мојата трета емисија која што правам во текот на неделата, заради тоа што сметам дека овој филм и тоа како допре до пошироки рамки на жанровскиот филм и до поширока публика, иако и тоа како е квалитетен и вреди да се напомене и да се погледне, и ќе биде составен дел, се разбира, и тој од изворот на 50 хорор филмови кои ќе ги дискутирам во последното издание на Dance Macabre за оваа година, именувано како Dance of the Dead. Во продолжение ќе слушнеме неколку композиции кои што се наоѓаат на новото албумско остварување на Of Mice and Men, односно станува збор за албумот Echo, кој што ни доаѓа од овој американски, односно конкретно уште еднаш калифорнијски металкор бенд кој што во минатото имаше поголеми приливи, односно поголеми агенции на влијание од металкор и од емокор под правците. Денес има повеќе се шири кон алтернативните музички правци, односно алтернативен метал и рок, со тоа што без брейкдаун не поминува ниту една композиција, има и доста прогресивни елементи во нивното компонирање, така што ова е нивниот 7ми студиски албум Echo, од кој што ќе слушнеме Timeless, Obsolete, Pulling Teeth и насловната композиција, се разбира доколку имаме време, а потоа ќе ви говорам за двете мелодрами кои што ги избрав за рецензирање во 17-тото издание на Макабре Филм Фест. Уживајте!
Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 494-то издание, именувано како Макабре Филмфест број 17, во кое што ви рецензирам 6 актуелни филмски остварувања, а во овој сегмент на емисијата ќе одвоиме место и за две мелодрами, односно за два филмови кои што беа достапни, еден во големите киносали, еден на малите екрани, со тоа што и двата филма играа и по филмски фестивали. Меѓутоа, се широко достапни и може да ги погледнете во вашите домови, а тоа значи дека во продолжение ќе ја слушнеме најавата за The Last Duel. The Last Duel е режисерско остварување на Ридли Скот, односно тоа е филмскиот ветеран, режисер на Alien, Blade Runner, Legend, Thelma and Louise, Gladiator, Hannibal, Black Hawk Down, American Gangster, Robin Hood, Prometei, The Martian, Alien Covenant и All the Money in the World. Оваа година е толку дарежлив што не само што го објави The Last Duel, туку моментално може да погледнете и House of Gucci во нашите киносали, така што двата негови филма оваа година игра на големо платно. За The Last Duel на 20th Century Fox Ридли режира филм по сценарио на Бен Афлек и Мет Деймон, кои се појавуваат и во главните улоги на овој филм, заедно со Адам Драйвер, кој е фикционо сведоштво на последниот дуел изведен во средовековието во Франција помеѓу витезот Жан де Каруж и поранешниот негов пријател Жак Легре. Дуел кој се одржува поради обвинувањата на сопругата на Жан, односно Маргарит, глумена од Джоди Комер, која го обвинува Жак дека ја има силувано, додека нејзиниот сопруг војувал на бојно поле, односно бил одсутен од домот, и ја стекнувал витешката титула, борејќи се за британците, а Мет и Бен одлучија да го прераскажат филмот во препознатливиот манир на Рашомоновиот пристап, односно да го поделат действието на три перспективи, односно три варијации на вистината низ призмите на учесниците во злоделото, поради кое се изведува двобојот за носење на пресуда кој е во право, односно Жан, Жак и Маргарит. Ова наративна методологија воопшто не е иновативна, напротив е прилично препознатлива во книжевноста и свесно се избегнува затоа што е премногу уникатна и препознатлива, која може да се примени во секој филм во кој има конфликтни видувања на вистината и секојаш ќе функционира. Но тоа не значи дека овој кодифициран пристап не е мрзелив, бидејќи за секој автор му нуди можност да фрли различно светло на една иста приказка прераскажана од три агли. Тоа не значи дека Бен и Мет не си ја завршиле својата домашна задача, а Ридли не ги сними неговите препознатливи широки планови во кои што може непречено да ги изгради неговите волуминозни прикази на масовни сцени и сетови, овој пат оживувајќи го средовековието со помош на неговиот долгогодишен соработник зад камерата Даријуш Волски. Премиерно беше прикажан на Венецискиот филмски фестивал, а потоа играше во Цирих, Гент, Чикаго, пред да заврши на кинорепертуарот дури и кај нас. Секако дека има доволно простор да се запознаеме со табиетите на ликовите на Драйвер, Деймон и Комер, без разлика на одвратната фризура која што има Афлек, а посебно Мет Деймон, а типичниот антагонистички пристап на Драйвер, за кој се почесто ангажиран во филмовите, се соодветствува, барем ако најмногу од сите соодветствува на еден французин кој што би бил доволно подмолен за да го изведе овој немил и насилен чин. Филмот дава јасен коментар за меѓусебната љубомора, за јадливоста, како и обесправувањето на жената во средниот век, третирајќи ја како посет на стопанот.
Така што прикажува можеби еден коментар и за денешницата, од една страна со тоа што се повеќе и повеќе сме зајадливи помеѓу себе и немаме никакви скрупули, нити па некои си вредности до кои што доследно се одржуваме со оглед на тоа што се додека нашето его е задоволено и потребите ни се исполнети, не гледаме на кои средства ги прекршуваме за да дојдеме до таа Макијавелова цел. Неинвентивна е репетитивноста, односно преповторувањето на истата приказна од трите различни аспекти, кои што не се до тој степен драстични за да се фрли ново светло, значи нијанси се видоизменети во втора и трета итерација, односно тие нијанси одлучуваат за тоа каде ќе натежне вистината и секако Ридли Скот не би бил Ридли Скот доколку не е оставил енигмата отворено како што тоа нели го направи за самиот Blade Runner, дали Харисон Форд, односно неговиот лик дали е андроид или не, без разлика на тоа што се косат нивните мислења за и околу овој лик. Тука е отворено прашањето дали на вистина сопругата на ликот кој што глуми Мет Деймон, односно Маргарит, предизвикала, односно дали своеволно уживала на крајот на денот во понудениот сексуален чин од страна на Адам Драйвер. Тоа е проблематика која што нема да дозволи да даде конкретен и конечен одговор самиот Ридли Скот. Го знаеме каков стар лисец и дефинитивно ја остава отворена ова проблематика, без разлика на тоа што 2 и нешто часа не малтретира со репетитивното прикажување на оваа проблематика и верувам дека Бениме го гледале Рашомон на Куросава и посакале да снимат таков филм. Меѓутоа, по можност да јаваат на коњи и да глумат средовековни витези кои што ќе се борат за нечија чест, ако воопшто така може да стане збор со оглед на тоа што многу чести беа и злоупотребите на актерите, на актерките конкретно со оглед на тоа што ова е екипа која соработуваше на голема врата со Вајнстин и тоа како беше запознаена со тоа што значи злоупотреба на нечија добрина само за да се исторка до некаква си повисока цел и се премолчуваше истото, така што е една прилично дискутабилна ситуација во која што се наоѓаат сите актерски звезди во Холивуд кои што премолчува и премижува на злосторствата, така што ова навраќање на проблематика која датира уште од средовековието лесно се прави паралела со денешницата, меѓутоа уште еднаш потенцирам, неинвентивноста се однесува на методологијата со која што одлучиле Метибен да пристапат на овој проблем кој што можеби за нив е нов, можеби на нив им делува интригантно и занимљиво, меѓутоа во филмски рамки, за нас филмските критичари е еден бајат концепт кој што и тоа како му функционира на Куросава, меѓутоа тоа не треба да значи дека треба слепо да се копира без да се даде некаков си свој придонес, мислам. Без разлика на творовите кои што ги има Акира оставено за себе, сепак малку достоинство треба да се има во крадењето на туѓиот маниризам. Во продолжение ќе ја слушнеме најавата за филмот The Power of the Dog. The Power of the Dog е режисерско остварување на Джейн Кемпион, односно таа е режисерката на Sweetie, The Piano, Portrait of a Lady, Holy Smoke in the Cut, Bright Star и ТВ серијата Top of the Lake. По децениска пауза се враќа зад камерите за да сними еден, условно кажано, вестерн во кој харизматичниот ранчер Фил Бурбенк, глумен од Бенедикт Камбербач, глуми лик на кој сите му се плашат, па кога неговиот брат Џорџ, глумен од Джеси Племенс, ќе ја донесе во домот неговата нова сопруга, односно меанџиката Роуз Гордон, глумена од Кирстен Данст, ќе мора да се соочи самиот Фил дека љубов на светот постои и за него, па дури и да е неконвенционална, каква што е неговата нели со младиот љубовник. Джейн долго време нема седнато зад камерата, па малку избледени се незините суптилни поигрувања, се извинувам, со трнавитата
љубов која што умеела, например, во пијано да ја акцентира, но тој филмски врв е недостижен за незините нови филмови, во кој исто така има еден насилен лик, еден грубијан, кој се обидува да го хуманизира со постоењето на несватената страна од неговото екзистирање, односно за под крутата лушпа да може да се продре и откриеме дека и во него бие меко срце и постои можност за во најмала рака платонска реализација на емоциите кои што ги има потиснато во себе и ги има прикриено од јавноста со оглед на тоа што својот екстериер не соодветствува за неговиот иманентен порив. Љубовта е фатална и во овој филм, посебно помеѓу ликови на кои не им е удобно во собственото тело. Најдобро рефлектирано во доаѓањето на ликот на Данст во домот на новиот сопруг, жена која има не само доверба, затоа што смета дека не е дорасната за префинетоста на високиот стареш во кој што стапнува, плашејќи се дека не ги исполнува заложните, односно заложбите кои што се очекуваат од нејзина страна со стапнувањето во тој брак. Неудобно му е и на ликот на Бенедикт со поделените животни карти, но Камбербеч фуриозно го глуми овој опасен лик, кој делува заканувачки во секој кадар, баш поради неговата неспретливост и непресметливост, извинувам, додека не открие дека и за него постои простор да биде сватен и барем и на интимно рамниште од страна на некој на кому ќе може да му се доближи. За жал, комплетно разочаран сум од необработеноста на ликот на братот, глумен од Джеси, кој што со носењето на новата сопруга е незачинето и неразработено тесто, кое е недорасната антитежа на впечатливиот лик на Бенедикт. Сметам дека и тоа како има простор за да му се даде дополнителна функција во самиот филм, а не само да биде предизвикувач на една засебна нишка во чинодействието која што и не е крунисана на некој си значаен начин, односно не пронаоѓањето на себе си во кружоците, ако на некој начин може да се направи паралела со тоа, со самиот лик на Камбербеч. Не очекувајте дека ќе погледнете вестерн со меѓусебни престрелки, затоа реков наводно, ова е реформистички сепак вестерн, напротив, значи Кемпион го искористи изговорот дека снима жанровско дело само за да може да ги прикаже нереализираностите на ликовите кои што се наоѓаат во него и баш поради таа примена што често ја има во разработката на незините ликови, овој периодичен филм делува доста уникатно, а таа и е препознаена по снимањето на периодични остварувања, така што повеќе ужива кога се навраќа во минатите децении отколку кога твори во сегашноста, како тоа што беше случај во неколку незини остварувања. Џони Гринвуд создава впечатливи музички скор, а убавината на пустинестиот предел ја доловува култната кинематограферка Ари Вегнер. Филмот имаше премиера во Венеција, кај што освои сребрен лав за најдобра режија, а потоа освои и награди на ТИФ и Сан Себастијан, а беше прикажан и во Телјуред, Цирих, Њу Јорк, Бусан, Чикаго, BFI, Виена, EFI, Солун, Стокхолм, мал милион на филмски фестивали ширум светот, за на крај нели да заврши на стриминг сервисот на Netflix, иако сметам дека далеку е филмот од незините најдобри дела, има одлично обработен и одглумен главен машки лик, односно антагонист кој што не е баш тоа што се представува, но не знам дали е тоа доволно за создавање на кохезивна граѓа од страна на ликовите и од самото чинодействие. Ќе ви ги напоменам уште дека имав можност да ги погледам Afterlove, Boiling Point, The Humans, Tick Tick Boom, The Justice of Bunny King, I'm Your Man, Bergman Island, The Eyes of Tamifej и Азор, односно тоа се филмови кои што вредат да бидат погледнати и секој од нив има своји недостатоци и своји доблести, меѓутоа сепак ја се одлучив денес да ви говорам за овие две нови остварувања на култни филмски режисер и режисерка кои и без разлика на нивната годишна возраст не се откажуваат од љубовта која што имаат кон создавањето на филмовите.
тука ќе направиме на кратка музичка пауза, имено во продолжение ги слушаме скандинавците Хипокриси со неколку композиции кои што се наоѓаат на нивниот албум Worship, односно ова е издание кое што, ако не се лажам, последното беше 2013, значи има една огромна пауза на овој мелодичен death metal бенд од Шведска, кој што издава за Nuclear Blast. End of Disclosure, мислам дека се викаше последниот албум, ако не се лажам. Иако тие имаат прекрасни изданија, како што е и самонасловеното Fourth Dimension Into the Abyss, Catch-22, The Arrival, значи бројни квалитетни дела кои што ги имаат оставено зад себе Питер Тактрен и неговата весела дружина. Со оглед на тоа што од овој албум ќе имаме можност да ја слушнеме Worship, Greedy Bastards, Dead World и Gods of the Underground, така што Тактрен не се откажува од пеењето и свирењето за воземјанските напади врз човештвото и пред се корупцијата на алчното човече кое што ги пречекува во земјаните со сите тие заговори кои постојат на сите страни, така што Тактрен не е имун од овие лудости кои што виреат на интернетот, така што сето тоа се рефлектира во најагресивниот бенд кој што ќе слушнеме денес, односно мелодичните дед металци Хипокриси, и потоа се враќам во етер да ви говорам за преостанатите два документарни филмови за ова издание на Макабре Film Fest. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 494-то издание, именувано како Макабре Film Fest број 17, односно станува збор за епизода на Дансе Макабре посветена на рецензирање на актуелни и квалитетни филмови со оглед на тоа што се ближи крајот на емисијата. Традиционално за самиот крај издвојуваме документарни филмови кои што најчесто допираат до домените на филмската уметност, односно на филмската индустрија и музичката индустрија. Пред се, денес имаме во селекцијата за среќа по еден екземплар и за едната и за другата индустрија, а во филмската влегуваме преку филмот Клерк. Клерк е режисерско остварување на Малколм Инграм, односно кој, иако ја започна својата кариера со 2 играни филмови, ја продолжи со 8 документарни, како што се Small Town Gay Bar, Continental, Out to Win, Southern Pride и Phantom of Winnipeg, пред да го сними документарниот филм за ликот и делото на Кевин Смит, односно филмската империја на Тивкиот Боб, снимајќи го можеби најцелосниот биографски документарен филм за Смит кој некогаш ќе биде снимен, затоа што не верувам дека некој друг ќе се потруди да ги опфати сите потфати на Смит во и вон филмската индустрија, кои што се прилично бројни. Тој ги консултира неговите колеги, членовите на неговата фамилија, актерите со кои што соработува, како и соучесниците во подкастите и во ТВ сериите кои што тој ги продуцира. Секоја идеја која му паднала на памет на Смит изгледа како да ја има најдено начин како да ја реализира пред се, опфаќајќи го значајниот подем во кариерата, како еден од тие независни режисери кои стануваат кралеви на Санденс во 90-тите, на кои Вајнстин им фрола око, ги зграпчува и не ги пушта. Смит во 1994 го снима Клеркс, по кој следуваат успесите и неуспесите со Mallrats, Chasing Amy, Dogma, Jay Silent Bob Strike Back, кај што е во постојана спрега на тоа што се очекува од него од страна на елитните филмски критичари од фестивалите и задоволувањето на гиковите со комичните потфати, славејќи ги културата во популистичките творби. Како што Холивуд сака да подигне во облаци некој режисер, така ужива и да го симне од нив, да го спушти, па има доста неуспешни потфати во подснежната кариера, кај што прави едно свртување за 180 степени од комедијата, снимајќи го реднек хорор филмот Red State и еден од најисмеаните негови филмови Task, проблематика која е овековечена и во документарниот филм, кој не се плажиш да ги опфати и наглото слабење по срцевиот напад, по стендап шоуто на Кевин Смит, прекумерното дување на трева, кое го практикува и самиот Смит. Така што за сите тие што пораснале со неговата
условно кажано филмска естетика, ќе уживаат во Talking Head документарецот и интересниот избор на пријатели, повикани да говорат за него, како што е нели комичниот пристап кој што ги има Ричард Линклетер или пак благодарноста која што е изразуваат Бен Афлек и Мет Деймон. Ете паралела со последниот дуел за кој што ви говоре во оваа емисија. Уште не знам дали е сарказам во прашање за нивната учтивост која што ја изразуваат во документарниот филм или се искрени нивните искази. Имале пристап до соговорници екипата која што работела филмот и опфатени се и падовите на кариерата, така што не се идолизира само делото на Смит, иако и тоа се граничи со реалноста, но не смее да се занемари дека е значаен дел од потентните гласови на американскиот независен филм во 90-тите години на номинатиот век, кој мотивирал илјадници режисери да се фатат со снимање, да земат камера во нивната рака, најверојатно викајќи да кога може овој, можеме и ние. Играше овој филм на South by Southwest и играше на филмскиот фестивал во Филаделфија и е многу убаво за окружување за луцидната кариера на Кевин Смит, кој што очигледно им пркоси на калапите во кои што ќе се обидат секојаш да го постават со шарм и харизма и не баш голема длабочина во приоѓањето на проблематиките кои што ги разработува во неговите филмови. Сепак овековечува една ера во 90-тите години на Америка, еден свет кој што повеќе не постои во денешницата, е артефакт на минатото, меѓутоа е забавен за гледање со оглед на тоа што хуморот е составен дел од секој негов проект кој што го потфаќа без разлика дали е тоа некој подкаст, дали е Comic Book Man, едноставно си ужива во удобноста која што Холивуд му ја нуди и последно можеме да го забележиме како присуствува на големите филмски фестивали во САД како репортер за IMDb, така што си ужива во на најдобар можен начин од неговата кариера. Харли Квин Смит исто така неговата ќерка глуми во Јоe Хоусерс и во се надевам во сите негови идни проекти, така што е зацементиран лик од американската индустрија, препознаен на секаде и најтивкиот лик од Джей Сайлент Боб сагата, кој што е виновен за успесите на неговите творби. Покрај филмот кој што овековечува филмската индустрија, ќе ви говорам и за еден музички филм, односно еден документарен филм посветен на уште еден постамент, ајде така да го наречеме, на популарната музика во 90-тите, односно станува збор за документарниот филм Jagged. Jagged е режисерско остварување на Алисон Клеймен, режисерката на Take Your Pill и The Brink, како и на бројни кратки документарни филмови, која го документира пред се ликот и делото на една од најзначајните поп кант авторки на 90-тите, односно Аланис Морисет, и создавањето на незиното трето студиско остварување Jagged Little Pill, со кое се пробива на музичката сцена, која до ден денес содржи недостижни поп композиции на кои Бионсе и Тейлор Свифт може само да сонуваат дека ќе ги поседуваат. Сите женски вокали се свесни за значењето на Ланис и незиниот албум, кој го засилува пред се легитимитетот на женскиот глас и борбата за собствената експресија наспроти потребите на индустријата, наметнати од страна на корпорациите кои ги контролираат пред се клиентите, па денешната слобода која што ја ужива Били Ајлиш никогаш, повторувам, никогаш немаше да ја има, да не биле женските ветеранки како Морисет, кои во 90-тите се бореле за тоа парче индивидуализам и слобода на застекнување на музичкиот пазар. Hand in My Pocket, You Oughta Know, Head Over Feet и мега хитот Ironic ја зацементираа помеѓу великаните на музичките авторки на сите времења и во овој Talking Head документарен филм има изјави од низините колешки, музичарите со кои што оди на турнеја, потоа има изјави од членовите на семејството, односно фокусот не е ставен на целосната нејзина кариера. За жал, нема темелен пристап на нејзиниот прогрес или регрес како авторка,
Но фокусот е детализиран кон култниот албум без кој што немаше Шакира, Пинк, Аврил Лавин, Кейти Пери да видат тоа што се денес и самите се свесни за оваа констатација. Така што убаво е да се навратиме во 90-тите и да согледаме колку е значено влијанието кое го има извршено оваа музичко парче врз поп-рок сцената во 90-тите. Сепак Аланис се врзана и со Кевин Смит, кој што можете да слушнете во самата најава за филмот. Од една страна што е повикан и тој да говори за низината кариера и значење во 90-тите и со оглед на тоа што таа го глумеше Бог во неговиот филм Догма, така што има и ангажирано пред камерите. Така што паралелата, очигледно оваа емисија ќе се прави помеѓу тој нуклеус на друштво од Бен Афлек, Мет Деймон, Кевин Смит и ете, ќе додадеме тука и Аланис Морисет со овој документарен филм, кој што веќе ви говорев за еден друг документарен филм од серијалот кој што го обработи HBO, насловен како Music Box, гласи овој серијал, кој што е составен од Woodstock 98. Ви говорев за ова одлично и детално анализирање на сите проблеми кои што се развија во овој милениумски Woodstock. Потоа го објавија и DMX, односно Don't Try to Understand и Listening to Kenny G, ако не се лажам, беа последните кои што беа објавени од овој серијал и преостанува до крајот на месецот да ги погледнеме Mr. Saturday Night и Juice WRLD, односно Into the Abyss. Така што овие 6 филмови ќе конкретизираат таа шесторка именувано под серијал на документарни филмови именувани како Music Box. Така што е едно интригантно навраќање на различни аспекти на музичката индустрија во 90-тите години на минатиот век, со тоа што се допира до одредени феномени кои што се изблици, кои што се проминентни во оваа деценија и кои што оставиле влијание и оставиле белег за идните автори на композиции кои што ќе се бележат во популарната музика. Така што Jagged е едно интригантно фокусирање за и околу снимањето на Jagged Little Pill, иако јас би сакал да погледнам продолжение некакво си каде што ќе може се вкупната кариера да се проследи на Аланис. Сепак јас сум комплетист и не ме задоволува ова фокусирање само на култното издание, заради тоа што, како што убаво беше потенцирано во документарецот за Кевин Смит, еден автор има подеми и падови, нема таков уметник кој што е безпрекорен и нема снимено барем медиокритетен филм или снимено некаков си медиокритетен албум, освен ако снима само еден филм или еден албум во неговата кариера. Меѓутоа не е таков случајот со тие кои што имаат повеќе изданија зад себе, така што тоа непроширување на фокусот сметам дека некое пообемно и поопсежно издание треба да го опфати доколку нели сакаме да ги спознаеме пред се сите влијанија кои што ги има извршено Аланис и да се земат повеќе изјави. Не само да ги цитирам од прособраните изјави за незиното величање, туку да се стават на филмска лента, односно на DCP. Покрај овие филмови ќе ги препорачам и Cusp, Procession и Mayor Pit, кои што филмови кои што имав можност да и погледнам во изминатите неколку месеци, кои ми оставија поголем впечаток. Така што за денешното издание на Macabre Film Fest анализирани беа Nitram, The Advent Calendar, Last Duel и The Power of the Dog, Clerk и Jagged. На крајот на емисијата ќе слушнеме неколку композиции кои што се наоѓаат на Ascension Codes, односно последното албумско остварување на прогресивниот метал бенд од Флорида, односно Cynic, кои што издаваат за Seasons of Mist, ако не се лажам, и ова е едно реткост која што може да се слушне за нивно албумско остварување, со оглед на тоа што се прилично неактивни. Последниот, мислам, беше Kindly Bend to Free Us од 2014 година. Буквално ова е нивен четврт
албум, а овие музичари снимаат од 1993 година. Значи, Focus, Traced in Air и ова е последниот Ascension Codes, од кој што ќе ги слушнеме композициите The Winged Ones, Elements and Their Inhabitants и Six Dimension Archetype. Помеѓу овие композиции забележуваме и формули, и математички пресметки, и кои што се одвестуваат на сите тие космогониски агенции, односно допирање до тајните на универзумот, поигрување со джез рок, со фьюжн, со спейс рок, со влијание па допираат и до дисторзираната музика, конкретно до треш метал, хардкор панк, и до дед метал корења, така што ова е еден хаотичен музички изблик кој што прогресивните музичари од овај култен бенд Cynic најдобро може да ги сосредоточат во едно издание како што е Ascension Codes. Јас сум Зlatko Ѓелевски и го затварам 494-тиот гримуар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре, гледајте хорор филмови и плашете се. Чао, чао.